Марко Андонов, декан на правниот факултет на Универзитетот Американ Коледж, професор за корпоративно право, косопственик на брокерска куќа, член на бордот на неколку домашни компании. Од теорија до пракса, од диагноза до терапија, од детекција до промени. Професоре, за почеток, колку и како корупцијата го еродира општественото ткиво во државата? Нема да кажам веројатно ништо ново и спектакуларно ако во целосно се согласам со вашиот став во однос на корупцијата и сето тоа што таа го предизвикува изминативе 30 на години кај нас, почнувајќи во сите сегменти, сфери од општествениот, политичкиот, економскиот живот. Се чини дека нејзините зачетоци негде се уште во 90-тите години, во моментите кога се осамостојавме како држава, и наместо да се намалува или да се става во некои си, да кажеме, нормални рамки, граници, таа се чини дека со текот на годините се повеќе и повеќе навлегуваше во целокупното ткиво, како што велите вие, го еродира, го разјадува по сите шевови, по сите пори. Така да, во таа смисла, можам да кажам само дека навистина многу малку сме направиле, речиси како држава, речиси ништо, и мислам дека доколку набрзо не почнат да се прават одредени системски чекори во таа насока за нејзино сузбивање, поточно кажано за нејзино намалување, затоа што ќе согласите веројатно дека не може во ниту едно во најсовременото, најидеалното општество не може таа да се искорени целосно, меѓутоа може и текако драматично да се намали како појава, а со самото тоа и да се даде одредена надеж и на граѓаните на оваа држава, а особено на младите луѓе. Пораките од меѓународните партнери во однос на тоа дека битката против корупцијата веројатно ни е слаба страна, го вклучи црвениот аларм. Дали може при една ваква црна слика да се доведеме до степен да се одрази ваквата состојби врз лојалната конкуренција, пазарот на трудот? Апсолутно да. Што веќе е случај, веќе се одразува, значи нема дилеми дека е така и во бизнисот, и во образованието, и во пазарот на трудот, затоа што едноставно, како да ви кажам, кога таква појава навлегува, продира длабоко во сите пори од економскиот систем, едноставно вие не можете да просперирате повеќе, да можете да бидете подобри, не можете да составате поквалитетен кадар, не можете да создавате мотивиран кадар. Во овие 3 децении самостојност имаме премиери кои со црни петна, да не набројувам, но од процесот на приватизација па се понатаму. Дали тука препознавате перманентна спрега меѓу политичките и бизнис фактори? Нема дилеми дека во изминативе 3 декади, 3 децении од кога е формирана независната македонска држава, и текако се почнати тие спреги и до ден денес опстојуваат помеѓу политиката и помеѓу бизнисот. Сметам дека, или би дал една како препорака, една насока, дека токму од тука треба да почнат одредените системски чекори. Веројатно во овој дел спрегата меѓу политиката и бизнисот, според мене, треба да биде ставен главниот акцент, за да конечно почнува полека да се сузбива тој продор на коруптивни елементи, коруптивни моменти, односно генерално кажано корупција, затоа што од може тука да го почнува се. преформулирам прашањето. Дали фирмите ги корумпираат политичките партии или пак обратно, политичките партии ги рекетираат компаниите? Па јас мислам дека процесот е двостран. Односно имаме и една насока и друга насока. За жал се создаде пракса во нашава држава да, доколку сакате да добиете одредена работа со државата, компаниите што тоа го прават, некако им е нормално дека треба нешто да се направи, да се даде за да се добие одредена работа, одреден бизнис. Од друга страна и носителите на одлуки, да кажеме другата страна, државата, представниците на државата, некако и на нив им е нормално дека ако го дадат работата, да не кажам тендерот на дадена компанија, некако нормално е дека тоа
треба да се соодветно, нели, искомпензира, да бидам коректен во тоа што ќе го кажам. Во Скопје допатува експедиција на антикорупционери, американски антикорупционери. Дали ова е сигнал всушност дека ние потврдаме во нивото или во битката против корупцијата, или свесно постои дил или притаен договор меѓу политичките и бизнис мокници за меѓусебно подпомагање и поддржување, а при тоа ниту вие нас ке не закачате, условно кажано? Искрено кажано, токму ова што второто го кажавте, е веројатно главниот мотив зошто меѓународната заедница или поточно кажано САД, нели тоа се дефинитивно нашите најголеми и најстратешки партнери, се решаваат можеби конечно да зададат, да не кажам удар, меѓутоа да зададат јасна намера за тоа што сакаат да го направат, односно да не направат подобри и како држава, и како општество, и севкупно. Сакајќи веројатно, она што го наведовте и вие, таа спрега која што се прави веќе, или онаа заштита што велите едните со други да се штитат со текот на годините, веројатно некој таму на запад пресметал, заклучил, донел одлука дека е веројатно сега во истинското време да се почне со сузбивање и на тие процеси. Професор Андонов, инфлацијата расте, скокот на цените е очигледен, животниот стандард е опаднат од една страна, а од друга страна ниските камати на депозитите директно влијаат и врз зачување на вредноста на капиталот. Дали всушност вишокот на пари луѓето ги ставаат во банка, ги чуваат под перница, ги вложуваат во недвижности или можеби ги ставаат во сеф? Апсолутно дека Македонија, нели, не сите знаеме дека е релативно сиромашна држава како генерална констатација. Меѓутоа не треба да се занемари фактот дека согласно сите статистики на Народна банка кои што на одреден број временски период се објавуваат во јавноста, македонските граѓани имаат некои си 6-7 милиарди евра како депозити во банките. Ќе се согласите дека за македонски услови, имајќи предвид тоа што го кажав пред малку, тоа е навистина една, би рекол, импозантна бројка за нашите услови и размери. Прашањето е сега дали вистинскиот начин на тие средства да се држат во банка, каде што нели имаме релативно ниски каматни стапки, или пак нешто да се прави друго со нив. За среќа, денешново време нуди голем број на можности, каде што средствата, слободните заштеди, така да кажам, на граѓаните, може многу подобро да се инвестираат, за да се добие и многу посоодветен, односно повисок принос, отколку тоа да се чува во банки. Во што да инвестираат? Тука само Каде да ги инвестираат парите? Тука само ќе ги споменам, би рекол, одличните можности кои што веќе се нудат не само во странство, туку веќе и домашни наши, така да кажам, инвестициски компании, брокерски куќи и инвестициски фондови ги нудат како опција за нашите граѓани. Или или купување акции, да речеме. По мене многу лоша опција, мислам, веројатно сите ќе се согласат со тоа. Меѓутоа, за жал, веројатно уште има одреден број на граѓани кај нас кои што парите се уште ги чуваат во сеф или под перница. Наместо да ги користат бенефитите кои што ги нудат овие нови, така да кажам, времиња, секако да не забораваме, тука се и можностите да пред 3-4 години се промени македонскиот закон за девизно работење, каде што се овозможи простор и македонски резиденти, граѓани, државјани на Македонија, да можат да вложуваат директно, да инвестираат во странство. Значи, во ситуација кога ние имаме по некои статистики само во Скопје 6 до 7 илјади изградени, а не вселени станови, ние се наоѓаме последнава година и нешто, можеби во ситуација да имаме перманентен раст на квадратот по Скопје. Што нели говори нелогично, имајќи ја предвид основната економска закономерност на понудата и побарувачката, нели? Колку е поголема понудата, толку би требало, нели, цената да биде намалена. Се случува некаков си парадокс во наши услови, очигледно обземени од потребата да, на оние што градежниците обземени од потребата да направат профит веројатно во вакви тешки времиња. Меѓутоа, не се само тие виновни, јас би рекол дека и граѓаните се
подеднакво виновни за таквата ситуација, особено оние граѓани кои што имаат одредени заштеди, слободни парични средства, и кои што поради некоја причина, наместо да ги користат останатите инвестициски можности за кои што предмалку говоревме, тие се решаваат своите пари да ги заштедат од инфлацијата на тој начин што ќе купат нов стан. И уште една работа во овој контекст што морам да ја споменам, а тоа е на некој начин дури и во овие кризни времиња, македонските банки, ако ги следите, форсираат интензивно стамбени кредити. И покрај фактот што нели мораа да ја покажат сега каматната стапка на тие кредити заради состојбата со основната каматна стапка на Народната банка, така да мислам дека и тие допринесуваат од трета страна за растот на цените на становите, затоа што интензивно и масовно преку нивни маркетинг кампањи нудат стамбени кредити во ова време. Дали и домашните компании кои котираат на берзата се прилично конзервативни, не емитуваат акции за нови инвестиции и привлекување на небанкарски капитал? Да, во право сте, ќе се согласам со таа констатација. Така е, тоа е, би рекол, рак рана на македонскиот, би рекол, пазар на капитал, каде што за жал домашните компании не можат да ја или не сакаат да ја, и не само котираните, и сите останати компании во државата го имаат тоа право, можност да емитуваат нови емисии на акции, па дури и на корпоративни обврзници, како начин, ја би рекол, на бесплатно финансирање на нивните бизниси. Зошто го велам бесплатно? Затоа што кога вие ќе издадете нови акции, сите оние што уплаќаат граѓани, физички лица, правни лица, ги уплаќаат парите на сметката на компанијата, ги добиваат акции, меѓутоа со тие пари компанијата може да работи за доброто на самите акционери, за самото друштво. Тие пари, сакам да кажам, немаат обврска да им ги вратат, нели? Како што се работи, како што станува збор кога ќе земете кредит од банка. Кога компанијата зима кредит од банка, таа мора да го врати кредитот со камата. Во овој случај, нели, не враќате ништо никому. Едноставно парите што ќе ги приберете на тој начин ги користите за развој на самата компанија. Сега тука има одредени моменти кои што по мене неоправдан, неоснован страв постои од компаниите, понатаму недостасува нели едукација. Сега компаниите ќе издадат акции или корпоративни обврзници, меѓутоа кој ќе ги купи сега, се поставува прашањето. Тоа е, да кажеме, нешто на кое што мора дополнително да се работи, прашањето на едукација, финансиска едукација на населението пред се. Да знаат дека не се само становите и парите у банка како депозити да ги орочат, туку дека можат да купуваат и акции од нови емисии и така натаму. Минуваме низ еден турбулентен период последниве 2 години, од здравствената криза, енергетската криза, па сега импликациите од руската агресија врз Украина. Се носат сет на економски мерки, компаниите испорачуваат барања до државата. Низ какви економски предизвици ќе поминеме во наредниот период? Што не очекува? Се чини дека 2023 година би требало да биде некоја година на какво такво опоравување, стабилизирање на целокупната економска ситуација. Се разбира, ако нема повторно некои, како што велат економистите, екстерни и интерни шокови кои што би ја погодиле македонската економија. Така да со надеж и желба да 2024 година веќе продолжиме кон она што го застанавме негде 2019-та веројатно во однос на севкупниот економски развој, движењето на GDP-то, неговиот пораст и така натаму. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вас на поканата.